На иницијатива на граѓаните од село Романовце и советниците во Советот од сите политички партии одржавме состанок во врска со состојбата во делот на безбедноста и движење на одвивање на сообраќајот во реонот на село Романовце, особено на премените каде што поминуваат возовите, на главната пруга која што е таму, и поразговаравме многу отворено со директорот. Мештаните ги изнесува своите барања, кои што се многу конкретни и прецизни, за дополнително обезбедување на самите железнички премини и покачување на нивото на безбедност при нивното поменување. Од страна на директорот беше елаборирано дека тие премини се сепак одбележени, но и покрај тоа што не се почитуваат соодветно сообраќајните сигнализации на овие локации, тие како македонски железници презема обврска согласно нивната динамика за инвестиции да инвестираат во постоечката сообраќајна мрежа таму во делот на покачување на нивото на безбедност. Презема обврска првично да направат целосен увид на состојба на сите три премини кои што гравитираат во реонот на оваа село, дополнително, значи да ги заменат постоечките сообраќајни сигнализации и сообраќајните знаци доколку се оштетени и да се обидат да постават една рампа на главниот премин и дополнително уште вториот премин во редоследот на поминување да биде поставена дополнителна гумена облога за поминување низ преминот, а во долгорочен период, врз база на нивните инвестицијски планови, да се обидат да изградат модерни и современи премини со дополнително обезбедување на пругата. Искрено се надевам дека ова ќе биде реализирано од нивна страна. Апел до граѓаните да се подигне нивото на свест за безбедност и сигурност, особено во делот на поминување на овие пруги, и дополнително да се обрати внимание на постоечката состојба таму, бидејќи ако сами не се грижиме за сопствената безбедност, никој од страна не може да се грижи за тоа, а да се почитува законот за сообраќајот и секако да бидеме сталожени мирни во овие моменти, бидејќи сите најави за потенцијални одржување на протести, без разлика на тоа дали ќе се организираат, граѓаните ќе имаат секако како градоначалник подршка за нивните барања од моја страна, но сепак се работи за меѓународна пруга која што е регулирана со меѓународни договори на државата и апсолутно е неприфатливо да се блокира движење на сообраќајот на меѓународните коридори. Благодарам и на вас.